Градот Скопје ќе одвои 5 милиони денари за субвенционирање на новото јавно предпријатие за благосостојба на животни скитници Лајка. Целта е непречена работа на предпријатието. Поради потребата од средства за негово нормално функционирање, со ребаланс на буџетот на град Скопје за 2019 година се предвидени 5 милиони денари, е наведено во предлог одлуката за субвенционирање на јавното предпријатие за благосостојба на животни скитници Лајка. На вчерашната седница на Совет на град Скопје, директорката на јавното предпријатие Лајка Тина Петрушевска во салата влегла со куче од стационарот Вардариште и побарала од советниците да го вдомат кучето кое е прегледано од ветеринар. Направени се сите тестови и нема никакви заразни болести. И со тоа да дадат пример и до останатите граѓани да згрижуваат улични кучиња. Советот на град Скопје кон крајот на февруари оваа година на седница донесе одлука за формирање на јавното предпријатие за хуман третман на животни скитници Лајка. Од градот тогаш истакнаа дека формирањето на ново јавно предпријатие е потребно од повеќе причини. Пред се поради недостатоците на досегашниот систем на работа со бездомните животни, што резултираше со зголемено присуство на кучињата скитници на јавните градски површини и при тоа представуваат реална опасност за безбедност на граѓаните. Во текот на 2018 година, против градот Скопје и јавното предпријатие Комунална хигиена, поднесени се над 200 тужби за надоместна штета поради напад и гризнување од бездомни кучиња. Новиот систем ќе овозможи град Скопје стратешки да се справи со проблемот на животните скитници од скопските улици, преку воспоставување поефикасна контрола над популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на град Скопје.